Добродојдовте во ова издание на темата на неделата. Овој пат, почитувани, посветена на 2016, односно на најважните настани во Македонија што одбележаа годината. Без сомнение, во Македонија се беше поврзано со тоа кога и како да се организираат фер предвремени избори. Тие, според проценките, требаше да доведат, во зависност од политичката страна, до крај на кризата или до крај на режимската власт. Изборите дојдоа како решение што го постигнаа партиите во долготрајните протести на така наречената шарена револуција. 2016, како што почна, така и завршува, неизвестно. Изборите, иако требаше да создадат појасна слика за ситуацијата, барем на политички план, сепак токму тие во наредната 2017 носат уште поголема неизвестност. Прелиминарните резултати на гласањето, иако донесоа победник, владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ тесно ја оствари победата со само 2 пратеника плюс од нејзиниот најголем опонент, опозицијската ССМ. Двете партии славеа, додуша едните, поеуфорично од другите. За ситуацијата да резултира со протести пред Државната изборна комисија од поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи како што велеа поради обидите да им се украде изборната победа. Лидерот на партијата Никола Груевски пак пред на собраната толпа пред комисијата се закани со прогласот на ВМРО-ДПМНЕ. ВМРО-ДПМНЕ објавува дека нема да учествува во прегласувањето и нема да ги признае резултатите од тоа прегласување. Дик уште еднаш беше цел на протести, но со истата причина. Поддржувачите на шарената револуција уште во мај побараа слободен и достоинствен изборен процес. Но шарената револуција започна поради друга причина – аболицијата на председателот Ѓорѓе Иванов на 56 лица кои беа осомничени од специјалното јавно обвинителство. Протестите започнаа тензично. Настрада и канцеларијата на Иванов на рекорд. Но протестите укажа и на други проблеми во државата, а нивното најмокно оружје подоцна стана бојата, откаде го добија името шарена револуција. Како на еден од главните фактори за враќање на правдата во Македонија, се гледаше на работата на специјалното јавно обвинителство во текот на целата 2016. Тоа отвори низа процеси за злоупотребите на дел од власт. Годината ќе остане запаметена и по катастрофалната поплава во Скопско, која однесе десетици животи, но и по затварањето на јужната граница за брана од мигранти. Демонстрантите секогаш тргнуваа од седиштето на специјалното јавно обвинителство, кое освен што ја смени локацијата, сработе доста. Сена се 9 истраги и 2 обвиненија. Истрагите сите на почетната буква Т, а обвиненијата можеби беа без име, но завршија на суд. Јанева, како и на почетокот, така и на последната пресконференција, непоколеблива дека правдата ќе победи. Јавно кажувам дека никој нема да ме обесхрабри, ниту може да влие врз исполнување на оваа задача што вие граѓаните ми ја дадовте. За прв пат во суд беше принуден да се појави и поранишниот премиер Груевски, кој е еден од обвинетите од специјалното јавно обвинителство, што беше незамисливо пред формирањето на оваа институција. Македонија, освен на политички план, се соочи со уште поголем предизвик – поплавите, поради кои беа загубени и човечки животи, 23 точно на број. Најпогодени беа Стајковци, Рачиново и Смилковци. Ке преживееме како така. Меѓутоа, ненадокнадливо е тоа човечките жртви. Со денови се чистеа последиците од обилните врнежи од дожд. Но и покрај тоа што животот за настраданите полека се враќаше во нормала, стравот за секогаш ќе остане. Сега да врне во Гевгелие или во Тето, ние ќе пазиме дома. Сино ќе почне малку да врне и одма излегувам надвор, дежураме. Сега сме многу исплашени.
Во страх за својот живот во Македонија завршија и голем број на мигранти, бегајќи од војната во нивните земји. За прв пат Македонија се соочи со мигрантска криза и беше принудена да ја затвори границата. Со цел да се пропуштаат само бегалците за кои беше дозволено и нашиот јужен сосед тогаш се најде во небрано. И до мене стана голем импровизиран камп за бегалците кои секојдневно чекаа од јужниот сосед да преминат во Македонија. За сите нив целта беше иста, да стигнат до некоја од западноевропските земји. I hope to cross to Germany. За некои од нив кои успеа да влезат на наша територија, но не и да продолжат понатаму, Македонија се уште е нивен дом, а неизвестноста за нивниот живот продолжува, како и неизвестноста за земјава и во наредната година. Толку во ова издание на темата на неделата, во која се осврнавме врз најзначајните настани и појави кои ја одбележаа 2016 година во Македонија. Следете не на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk, како и на YouTube, Twitter и Facebook. До гледање.